Здраво на сите и добре дојавте во мојот нов влог. Денес спремаме доручек, малце поразлично, затоа што ќе има и пица на менито. Нема јас да ја правам, само ќе ја печам. Филип, како и обично, тој јаде јајца. Значи, масло, сол. Сега приметувам дека немам салата, немам јогурт, ништо. Треба да се пазари. Само лепи јајца, пица. Тоа е тоа. Треба да пазариме. Може би ќе одиме денеска, може би утре. Утре сме поканети на гости. Секако треба да излеземе да купиме нешто. Ќе видам, може би утре, може би денес. Ќе видите во секој случај. Да го пробаме чајчето што го добив за поклон. Тука спремаме малце поклони. Тука има уште еден. Не можам да верувам како цел влог сум го снимала во slow motion. Не знам како имам уклучено или каде имам стегнато. Се уште не разбирам камерата. И сватив дека немам многу материјал за денешниот влог и затоа ќе иде покасно или утре, не знам. Ќе ви оставам што се случуваше. Значи, јас бев на работа и дадовме поклон на една колешка. После тоа еден наш колега имаше донесено сладки, ќе ви оставам видео. Сакав да ви кажам колку многу овде се трудат. Тие прават толку многу врсти сладки за Божик и ги даваат на сите роднини, пријатели, колеги, ги разделуваат, тоа му е како традиција. Ми се јави желба и јас да правам, и јас секоја година правам, но не така како тие. Тие прават со денови, цело време, за да има да му дадат на сите по многу сладки. Ги украсуваат различно, многу ми се допаѓа. Јас, знаете како ги шарам, со кралска глазура, но сакам да направам и од овие класични што се прават за Божик. После тоа бевме на гости на слава. Ќе ви оставам снимка. Тука снимав со телефонот, каде што бев по букет.
И тоа е тоа. Баш убаво се поминавме, ќе ви оставам снимки од тоа, колку да можам да направам барем мал влог, да ви опишам како беше денот. На земјата да отклучам треба. Чекај. Сакав да речам Филип ми го купи мене. Фала. Вгаснеа. Еле, што е затъмнато, бе? Ние одиме на гости. Пластика на себе. Еве тие се снимките каде што ги снима во slow motion. Доколку некој ми знае како тоа да не ми се повтори пак, слободно нека ми кажи. Јас тука бев се уште на работа и проверував дали е се готово. Тука бевме при крај, завршени, веќе ќе си одевме дома. Но, како што знаете, секој пат пред да затворам, морам да проверам дали се е комплетно исчистено, да не случајно нешто заборавиме пуштено, уклучено, да биде целосно се проверено за следната смена. Тука ви објаснував, но ништо не можете да слушнете, веќе ни јас не памтам точно што кажував таа вечер. Баш бевме изморени. Знаете како и во секој ресторан сега со украси ламбичиња имаме баш многу работа навечер, дури исклучам се. Но се разбира, ресторанот секогаш изгледа поубаво кога е украсен. Многу ми е жал што не можам да ги вратам во нормална состојба видеата каде што зборувам, затоа што ова беше единствен ден каде што ви снимав се во детал, значи апсолутно се и баш се радував тогаш кога помислив дека треба да го едитувам и да го направам се заедно. Но се случува и така, од ова сега морам да научам дека морам да пазам и да ги проверувам снимките секој пат кога снимам. Сега ќе опијам мојот чај, ќе едитувам видео и ќе си лежам. Тоа е тоа што се однесува од овој влог. Се надевам ви се допадна, не беше нешто многу долг, но како што знаете. Доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe, а ние се гледам во мојот следен влог. Чао!